50 години македонски бисер и 30 години од светската клубска титула на Вучим Јак. Така што денес Радовиш е повторно епицентар на борењето во Македонија, во регионот и во меѓународни рамки. Она што ние ќе го следиме во оваа попладневна програма се 10 финални борби во кои што ќе видиме и 6 македонски надпреварувачи, главно се млади. Само да напоменам дека и пред почетокот на ова финале на попладневната финална сесија им беа врачени ваучери од Боречката федерација на Македонија на Лука Ананиев и на Абдуладизис Азизи, кои освоија бронзени медали на Европското правенство за кадети до 48, односно 62 кг. Одиме со првото финале, каде што се Ион Булгари од Молдавија во црвениот агол и во синиот е Младен Ефтимов од Македонија. Само да напоменеме дека овој коментар ќе го водиме заедно со мојот колега по струка, долгогодишен борец, потоа тренер, селектор и еден од истакнатите боречки работници во изминатите неколку децении, Трајко Димков, кој што и самиот беше дел своевремено и од онаа шампионска екипа на Вучим Јака за која што зборувавме. Инаку генерално во Штип, каде што има сега и клуб во последните неколку години, но ајде за тоа нешто потоа. Димков денес предпладневните борби изобилуваа со квалитет, попладневните веруваме дека ќе понудат исто така неизвестни квалитетни борби, можеби понекогаш и ќе видиме и туш, како што често се случува во овие надпревари кога во времето во пашење. Еве тоа токму се случува во оваа прва борба. Горан, ви благодарам за можноста еве и јас да бидам дел од овој јубилеен македонски бисер на еден оваков начин.